Тој е професор на генерации свештеници и архиереи, меѓу кои и на денешниот архиепископ господин Стефан. Тој е духовник со децениско искуство и еден од најсилните гласови во Македонската православна црква. Повеќе од 4 децении е дел од незиниот врв, со ставови што не секогаш се удобни, но ретко оставаат простор за рамнодушност. Мој гостин е митрополитот Преспанско-Пелагонински, господин Петар. Гледајте не. Владико Петар, добре дојавте во Попкаст. Баш многу ми е мило што сте дел денеска од нашето студио во Слободен печат. Благодарам на поканата и мене ми е мило што сум поканет досега. Никогаш не сум одбил покана на медиум, на новинари и така натаму. Само сум барал некогаш да се одложи поканата ако е можно заради околностите и приликите и обврските што имаме. Да. Оваа емисија одлучив да биде малку поразлична и малку подолга од останатите. Нема да кријам дека лично ве сметам за еден од столбовите, од оние носечки столбови во МПЦ, без кои едноставно не се може. Но исто така сметам дека и народот не доволно се ги познава владиците и сакам тоа да го смениме, барем колку што можеме ние да придонесеме како емисија, како медиум. Нема да биде ова емисија од типот на патот до успехот, нели тако и од таков карактер, но би сакал доколку не ви пречи пред да започнеме со црковната политика, да поразговараме и малку и за самиот вас. Во мај годинава, односно сега в петок ќе наполните 80 години. Точно. Вие сте најстариот, највозрастниот владика во Македонија. Да, и по години и по хиротонија. Така. Некои луѓе што ве познаваат велат дека сте посебен феномен. Велат дека после секој оброк практикувате да пешачите еднаш дневно, два пати дневно, неколку километри, дека одледувате, бавча се храните со здрава храна. Како таа дисциплина што ја имате вие, ја практикувате од секогаш, како постигнувате со едното со другото, кога ќе ги земе предвид обврските како владика, што верувам дека не е едноставно. Морам да кажам дека не сум доволно дисциплиниран во смисла на мојот личен живот, на исхраната, на работата. Значи немам строго некои прецизни термини, кога како, значи зависно од врските и така натаму, но очигледно дека претеруваме често пати да се знае како владика кога зборуваме, кажуваме дека со ние се обраќаме за појаснување на верниците дека тоа не се однесува на личноста како посебна личност, туку како представник на епархијата или црквата што ја предводиме или на која сме поставени како физичка глава, што би се рекло, на црквата или тука на земјата, како владика, и ви ги представуваме и свештениците, и монасите, монаштвото, свештенството, ѓаконството и верниците. Од тие причини на владиката му се дава можност, односно се наложува да говори ние, а кога станува збор за личноста посебно, како посебна личност, тогаш може да се употребува изразот јас и така натаму, зашто јас дури е премногу егоистички израз, јас пак јас, а на крајот на криштата тоа би значило на некој начин дека се поставуваме над другите, а кога се изедначуваме со другите, и не само кога се изедначуваме со другите, дури кога се поставуваме од најгрешниот
погрешни, како што вели свети апостол Павле, првиот сум меѓу грешниците, тогаш сме на вистинското место како христијани. А секогаш кога ќе се поставиме и ќе завземеме позиција дека од нас има многу понечестни, понедостојни, понеспособни, понеучени, понеубави луѓе и така натаму, тогаш веќе е сериозен проблемот, бидејќи гордоста тогаш не обзема, а главниот проблем за состојбата во која што се наоѓа човештвото и паднатите ангели, демоните, начело со Луцифер, односно сатаната, е токму тоа, кога сакал оној најубавиот ангел, создаден од Бога, да се изедначи со Бога. Кога созданието ќе сака да се изеднажи со Создателот, тоа е исто како децата кога ќе им речат на родителите, не вие нас, туку ние вас ве родивме. И така натаму, тоа е таа глупост што се случила со сатаната и ангелите, така и со сите луѓето, нас, кои ние луѓето кои што себе си ќе се возгордееме и секогаш другите ќе ги ставиме во пониска состојба, а треба обратно. Никогаш не треба да се споредуваме со луѓето што ги сметаме дека не се на нашето рамниште и ниво, туку треба да се споредуваме со оние луѓе што се најдостојни, за да видиме колку сме ние паднати и колку сме ниско. Ако јас како владика се споредувам, вие рековте пред малку столб на Македонската црква, не, јас не сум столб на Македонската црква, јас сум служител во Македонската црква и ништо не сакам свое, не можам да се споредувам со столбовите на црквата Свети Василий Велики, Григорий Богослов, Јован Злату, Свети Атанаси Велики, Свети Кирил, Александри Кирил Иерусалимски и сите други врвни светители од оној период кога црквата била најмногу гонета и тоа ми помага за да можам да функционирам во границите на нормалата, во смисла дека сме избрани од Бога да ја вршиме ова улога мисијата и тоа не е како оние што заповедаат, туку како оние што треба да му служат на Бога и на народот и на свештенството. Така. Родом сте од велешкото село Богомила. Во тоа време Богомила било прилично развиено село, бил центар каде што доаѓале луѓето од околните посиромашни села. Какви спомени сега ви навираат, имате од детството во Богомила? Па да ви кажам искрено, тажни, претежно тажни спомени, зошто? Јас кога бев дете, па и момче, така да речем, во нашето село и нашето поле немаше една педа од она земјиште што се обработуваше, да не е обработено, и особено она што е под вода, што се наводнува. Денес е тоа обраснато со големи дрва, со ореви, со врби, со евли и така натаму се. Полето не го препознавам, а денеска можам слободно да го нацртам, барем оној дел на полето од селото надолу, каде што претежно беа нашите ниви, ливадите, овоштарниците, лозите и така натаму. И тоа е жалн спомен за едно село, за кое што еден врвен академик од македонско потекло, македонец, Ѓорѓи Баласчев, кој што е академик на Софискиот универзитет заедно со Охриѓанецот, и тој е Охриѓанец исто така, и кажува кога го посетил селото Богомила, тој вели дека му нема рамно во светот. По тоа што било се обработено, пченките биле над 3-4 метра високи, грвовите биле завиткани околу пченките и така натаму. Бавча немало необработено, цвеќиња и така натаму, нешто што може да се посака и мислам дека дори за нечисто развиено имало. Па за нечистото во нашето село беше следно.
повеќе од 10 дуќани со писмо мајсторско, така наречено, или со диплома, дека имаат право да извршуваат дејност, имаа своји дуќани, меѓу кои татко ми, кој што беше со 2 занаети, кројач и волновлачар, а секако земјоделието не ни бегаше на никого и немавме ни доволно земја да обработуваме за да се прехраниме, бидејќи бевме големо семејство, 9 деца бевме и така. Така што станува збор за село во кое рековме над 10 дуќани кројачки и еден женски кројачки дуќан, кои што ги задоволуваа потребите на луѓето од другите села што доаѓаа кај нас во селото. Потоа имаше исто така дрводелци што ги велиме кај нас тишлери, ги викаат, малку германски збор употребува за нив, па тука се некад околу 4-5 дуќани ковачи беа, па сликарот Одан, познат на 95 години, современик на Манаки и Јанаки, со кои бил во комуникација, а немало село, барем во Републикава, во кое не стигнал и тоа пеш претежно и да правил фотографии, особено за лични карти и така натаму. Значи, имавме во селото многу развиен живот, но и културниот живот беше на едно високо ниво, па така што секоја сабота и недела имаше игранки на местото што го викаат плочата за домот, каде што немаше нешто што ќе се случи во општеството во Скопје или било каде утре да не биде кај нас присутно, зашто нашите луѓе постојано живееа, претежно живееа во Скопје и од нашето село повеќе од 1000 семејства живеат и ден денеска во Скопје, се разбира, се размножуваат тие семејства, некаде околу 200 семејства има во Велес и околу 3-40 Прилеп, 10 на 15 во Битола, претежно нашите се преселува и живееа во Скопје, па некојаш во 3.500 прва комуна после војната беше нашата општина. Да денеска немаме општина, се затвори општината, двојазично, иако немаме ни еден муслиман или албанец или турчин во селото што живее, ама албанскиот јазик е двојазично и во селото Богомилово, училиштето на Петре Попарсов. Да. Кога веќе сме кај Богомил, има еден интересен податок, момент што сигурно вие го знаете, тоа дека имало таму и неодамна разбрав дека се уште постои бунар со солена вода. Негде над селото Богомила и луѓето сиромашните од околните села доаѓале, полнеле, моите дедовци од преку планина од Островија, доаѓале, полнеле солена вода, со неа меселе лебови, правеле манџа, зашто немале пари да купат сол. Само таму имало таков бунар и се уште постоел, не знам каква состава е. Да, местото го викаме Слатина. И Слатина, значи солено, вода солена, каде што има и се сеќавам дека нашите луѓе кои нема можност да купат сол од Скопје или од Велес или прилика, зборувам за 53-4 година, кога беа прво или второ деление, немаше леп да се купи и татко ми ние имавме единствено превозно средство, возот беше, со првиот воз тргнал, во Велес не нашол леп, во Скопје не нашол, со воз се вратил пак преку Богомила за Прилеп и дури во Прилеп нашол, вечерта се врати кај 7 саатот пред зајдисонце што се вели, за на нива да ни донесе леп да јадеме, така беше тогаш во тоа време, тешки времења беа, но се издржаа затоа што има луѓето љубов и соработка и да кажам друго нешто, дека во селото никој не ги затвораше своите врати на куќите, на домовите и на црквата никогаш не била затворена вратата,
за денеска и со затворени врати, и со заклучени, и камери, дома, и со камери, како што е случајот во мојата куќа, па да влезат арамиите и да се обидат да го убијат зетот мој и сестрата и така натаму. Добро, не се домашни арамиите, ама сигурно биле во соработка со домашните арамии и така натаму. Така. Имате завршено богословие во Призрен. Сега ме интересира да ми кажете што точно значи кога некој ќе рече, а многу пати ми се случило тоа, ќе рече тоа е од она стара призренска школа. Што значи тој термин? Призренската школа асоцира на строгост, на правила, на суровост, што треба? Призренската школа значи прво и основно дека личеше повеќе на монашка отколку на ова што ви рекле лаичка школа или мирјани, каде што треба да бидат. Зашто? Најголемиот број од професорите беа монаси. Почнувајќи од ректорот, најповеќе таму бил муждека ректор, кој што подосна стана и епископ, владика, потоа Доментијан, Архимандрит, Владковиќ, мојот класен раководител Десимир и тој, потоа Иринеј Гавриловиќ, професор, кој што после стана и епископ, Нишки, за потоа да стане и патријарх српски. Да. Тука сите што беа, само еден или двајца се случуваше да има мирски лица, односно мирјани, цивили, кои беа претежно неженети, ергени, што би рекли, и така. Тоа е по однос на нашето воспитување, во секој поглед, значи да има дисциплина, навреме поедок, ручек, вечера и така натаму. Војнички. Па војнички секако, и тоа и во другите богослови е горе-долу, ама тука посебно се беше до израз ставено тоа и секако дека останува и понатаму да се смета дека во тоа училиште таму имало посебна дисциплина, но и на некој начин пример и образец биле професорите на учениците како треба да се живее, па ние сепак учевме во таа богословија во време на комунистичкиот период, кога ни беше дури забранувано да се запишуваме во тие училишта богословски, но верата во Бога не згаснала никогаш. Па, ете, Господ нашол за потребно да не избере, кога најмалку сме очекувале дека ќе послужиме на црквата вака како што и служиме. Така. По завршувањето на теолошкиот факултет во Белград и по враќањето од војска, станувате вие професор на богословие. Сте биле професор и воспитувач на генерации свештеници, меѓу кои тоа е интересен факт и на архиепископот сегашен господин Стефан, на владиката Агатангел, ако не се лажам, сте им предавале. Препознавате ли сега од оваа гледна точка дел од вашето влијание кај нив? Видите, тоа е точно дека тогаш кога станав јас професор во богословијата, беа ученици во богословијата и митрополитот Тимотеј. Тој беше четврта година, а моите предмети беа во прва, втора и трета година, а воспитувач бев на учениците од четврта и од пета година, така што секако дека ме влијаеле, сум влијал врз учениците со однесувањето и никогаш не сум сакал ниеден ученик да казнам без да му дадам можност да се поправи, но ако се служи со измама, со лага, тогаш сум бил упорен во тоа и сум барал да биде казнет за да се поправи, а не за да има некоја одмазда врз него. Ете, баш од мојот призренски принцип. И мојот клас, да кажам, а тоа е класот каде што беше митрополитот Агатангел, тоа е прва година, од учениците кои што беа па некаде околу 8-9 ученици од 33 што беа одлични ученици беа, повеќе од половината беа многу добри и другите добри и
доволни ученици, така, двојката беше доволна и така натаму. И што ми е поентата, дека сгрешија нешто, направија недозволени работи и ги казнив, казнувајќи се и себе си. 2 недели, викам, ќе бидете вие без излез во град, ама и јас ќе бидам казнет за да не ми побегнете, а јас да се казнам исто со вас. И така на тој начин, ако сум влијал, со цел, добра намера, но ниту еден ученик не сум сакал да казнам и не сум го оставил да на поправен испит, бидејќи сметам дека професор што не ќе успее на учениците да ги научи за една најниска оценка, за двојка преодна во тоа време, тогаш ни професорот не е на достоинството ниво, освен ако се работи за некој ученик кој што очигледно не сака ниту да учи, ниту пак сака да биде така неодговорен по секоја, но не се случило да сум некого од учениците јас оставил да тој полага или да биде неправедно турнат од меѓу учениците од класот во кој што бил. Така. Би сакал сега да ве потсетам на еден богословски симпозиум на Трескавец во манастирот во Прилеп. Да. Чинам дека бил негде 81-82 година. Режи, ако може сликата само... Па мислам дека е 83 или 84. Фотографијата, може да ја видите, ние се обидовме со вештачка интелигенција маце да ја подобриме, беше во многу лош квалитет. Тука сте вие дел од тој симпозиум, заедно со отец Гаврил Велички, со поглаварот Ангелари, со идниот архиепископ Михаил. Сега тука, како што има информација, дека се наоѓал и сегашниот патријарх српски Порфири како студент. Мислам дека присуствувал тука. Та не е на фотографија. Не можам да тврдам дека присуствувал, но знам само дека 20 или 3 крстив од тие студенти во тоа време, меѓу кои е митрополитот Црногорско-приморски Јоаникије, и за него веќе имаме и податоци во службениот лист на МПЦ дека го примил тој чин, односно светата тајна крштение со миропомазание и така. И тој беше еден прекрасен симпозиум на кој присуствува од сите држави југословенски православни студенти од Словенија, Хрватска, Босна, Херцеговина и така натаму, Црнагора, Србија и од кај нас Македонија. И жалам што не се продолжи така со тоа, но имаше и некои други причини зашто некогаш и луѓето што учествуваат на тие собори па ќе помислат дека треба другите да гледаат малку подолу од себе си, кога е во прашање гордоста, и тоа некогаш станува сериозен проблем за нештото да си го добие нивото на кое што треба да биде. Да, го спомнавте владиката митрополитот Јоаники, токму затоа и сега го зафркаваат, една шега се бијат во СПЦ, го викаат македонец, затоа што од вас го вие сте го крстиле. Не може да се рече така, јас нација никому не му ставам на крштевањето, но имаме ние некои други владици во Српската црква кои што по потекло се од Македонија. Тие самите тоа го кажуваат и тоа не е никаков проблем и не е битно нацијата. Битно е човекот што се чувствува и како се чувствува и да не се ја менува десегаде после нацијата од и тогаш што викаат човек што не седи на еден стол, ќе падне од него. Да. Еве ќе ме вратам 99-та година, кога на некој начин бевте изигран, ќе речам, не бевте избран за архиепископ на МПЦ. Мислам да не дискутираме за таа тема. Би сакал да ја чепнеме таа од оваа гледна точка, како гледате сега. Божја промисла беше ета што така се случи или сепак имаше некаква игра? Не, јас секогаш велам дека е се Божја промисла. Условите во кои беа најсигурни за да се стане
поглавар на црквата беше кога станав јас владика. По 2 месеци на мојот избор, тоа беше во 1981 година, на 14 јуни бев хиротоница, на 15 интронизиран, а на 19 август беше избор за поглавара нашата црква и тоа не е ни тајна многу да се каже дека тогашната власт не сакаше јас да бидам, а и Божјата волја била така и лично гледано и јас не посакував да станам, иако бев кандидат, и откако не се успеало со убедување на присутните гласачи да се направи тоа, тогашниот председател на Комисијата за односи верски заедници Ѓорѓе Цаца дојде ноќта на 12 на полноќ кај мене, вели вака и вака мора да се откаже, чеко јас нема се откажам, но оставам граѓаните тоа да го направат и односно учесниците на соборот мнозинството и покрај притисоците биле за јас да бидам архиепископ, но биле притиснати представниците од диаспората, Америка, Канада, Австралија и Европа, и во последен момент дури протанестор Поповски не му било речено со зборовите. Кажи им на свештениците, како представител на Сдруженијето, дека ставот на власта е да не биде некој од другите кандидати избран, туку односно да се откаже митрополитот Петар, и тоа прашање така се заврши, се разбира, бидејќи протанестор рекол, добро, ми кажа мене од власта дека не може да биде владиката Петар избран, но сепак јас ќе гласам за него. А вам ви кажувам да не гласате. И така натаму. Добро, сега дига се работи што помина како што помина, како и да е, но јас не би сакал за тоа да дискутираме на ова. Тоа беше што беше, но сакам тоа да нагласам дека доколку бев избран тогаш, немаше 80 години да ги направам. Немаше да се случи да работам онака како што работев, немаше во Австралија да бидам поставен и да се изграда таму околу 20 цркви плюс и нови црковни општини, немаше таа епархија да се направи и сето она што е досега направено, зашто позицијата, како што вика народното, тој што седи на највисоко, него најмногу дува ветрот, го вее ветрот. И така, сметам дека сум задоволен и презадоволен што не сум станал поглавар. И Господ добро ги наместили коцките. Тоа е една работа, а другата работа е ова, дека така Господ сакал да се покаже дека може да се постигнат резултати дури поголеми. Човек, ако биде само епископ, и доволно е да е епископ, а дури и јас сум избран, после месец и нешто, бев информиран дека сум избран, откако се вратив во Македонија, додека бев во Рим беше. Така што и изборот не е онака како што требало, смитам да бидам прашан дали прифаќам. Јас прифатив откако дознав дека сум избран по месец и нешто. Добро, без разлика на себе, без разлика дали што не сте архиепископ, вие сте несомнено, пак ќе речем, еден од највлијателните владици во Македонија. Едни ве сметаат за столб, за владика кој практично ги држи конците во раце, но сепак постои и другата страна, онаа која што постојано удира со дрвја и со камења по вас. Тука се медиумите, тука се некои одредени новинари, тука се веројатно некои групации од блиски до други владици за кои што вие не сте блиски. Што мислите, што е тоа што ги мотивира нив за да ви поставуваат такви мински полиња постојано? Мора да се разбере нешто, дека човек кога
ќе се одлучи да биде доследен во извршувањето на својата мисија, на својата работа, тој мора да претрпи многу искушенија, мора да биде и понижуван, и навредуван и така натаму. Ако Христос Спасителот рекол, ако мене ме гонеа, и вас ќе ве гонат, ако моите зборови ги запазија, и вашите ќе ги запазат. Христа кој го гонеше? Го гонеа најучените луѓе во тоа време, фарисеите, па и садукеите, па старешините црковни, тие му судија и го судија, па исто така и старешините или царевите политички, државни. И ако сето ова ми се случува мене, како на владика, јас се препознавам дека го следам Христа. А ако не ми се случува, тогаш не сум последовател на Христа. И ова мене не ме разочарува, тоа на некој начин ме мотивира да покажам и докажам дека можем и во денешно и во секое време да го следиме Христа колку што можеме, ама не во смисла заради да се докажуваме и заради гордост, туку затоа што треба за клетвата што сме ја положиле, како од почетокот што се вели свештенослужители, и ѓаконска служба, и свештеничка служба, и епископска служба, да станеме доследни на положената заклетва и да покажеме и докажеме дека сме се труделе, не дека сме постигнали. Јас не можам да речам дека нешто посебно сум постигнал, ништо не е постигнато лично. Она што вели свети апостол Павле, од сите повеќе се потрудив, па после појаснува, не јас, туку Светиот Дух што живее во мене. Ако свети апостол Павле така вели, јас мислам дека тоа е единственото и вистинското, дека ако нешто добро направиме, јас тоа го потенцирам почесто, ако има нешто добро во мене, е од Бога, од Светиот Дух, од благодата Божја, а се што е лошо во мене, тоа е мое. Добро, мете, ако е веќе позната мотивацијата на фарисеите и на тие учени луѓе кои што му ги правеле тие работи на Христа, која е мотивацијата тука сега? Па иста е секогаш мотивацијата, штом некој ќе се бори да ги изврши Божите заповеди, како што вели Христос, мене ме љубат оние што ги исполнуваат моите заповеди, тогаш станува непријател на тие луѓе што не сакаат да живеат според тие заповеди или манипулираат. Значи, некој е засегнат од тоа, а тој што е засегнат, или вие не можете некому да му ја кажете вистината за грешката кога ќе ја направи или кога ќе сгреши и така натаму, а да видите после тоа ретко ќе најдете таков да рече ви благодарам дека вие ме опоменате, јас да речеме потенцирам неколку пати некои луѓе кои што ми укажале на грешките, дури имињата им ги кажувам, станува збор за свештени лица, свештеници, каде ме коригирале во моето читање, за време на литургијата, однесување и така натаму, закажување на некои зборови кои се слични, ама не се точни. И мене тоа ми причинува задоволство и можам словно да кажам дека повеќе треба да им се благодари на оние што ве напаѓаат, што измислуваат за вас многу клевети и така натаму, зашто очигледно, ако не го прават тие тоа, може би ќе паднеме ние во стапицата. А ако ќе некој измислил за мене нешто да каже лошо и така натаму, јас сум веќе предупреден дека тоа не смеам да го направам. Па дури и до таа мера, како што она се случуваше, да речеме, ќе ве прогласат дека сте умрен, починат и така натаму, а Господ Исус Христос вели тоа што се шепоти меѓу луѓето ќе биде објавено од покривите. Така што тоа што го кажуваат луѓето што го клеветат,
ќе иде за една виделина и не е само тоа во врска со тоа треба да се знае дека нема други решенија во животот на луѓето во врска со ваквите поставки, освен она што велиме дека ние сме тие што си ја создаваме нашата иднина и спасението, или што работиме против самите себе, како што рекол ангелот Божи на еден предстојател на црквата од Сард, кога рекол: иако си жив, знам дека си мртов, оти ги знам твоите дела, укажувајќи на тоа дека човекот е жив само доколку живее според Божите заповеди, а е мртов ако не живее според тие заповеди. Владико, утре, 26. мај, ќе се одржи синодска седница. Стигна некако дневниот ред до мене, го дзирнав. Има неколку точки, нели, на кои што ќе разговарате, меѓу кои е тоа точката за доделување материјална помош за оние нефункционални епархии, како што ги нарекоа архиереите од поранешна ПОА, сегашни владици, нели, на МПЦ. Значи, територија, како што сваќам јас, нема да им се додава, но некаква помош ќе им се додели. Што е во план? Може нешто да ни откриете, кон кој правец се движат работите? Ќе добијат ли плата, некакви примања, или во што се... Не знам јас како ќе заврши таа нивна молба. Сум за тоа дека треба да се помогне на сите, но и треба и објективно да се кажуваат работите, зашто не можеме да бидеме неодговорни, а да бареме некој друг да е одговорен кон нас. Имено, синодот донесе одлука дека во решавањето на тоа прашање со таа поранешна парацрковна организација ПОА, што беше приклучок на Српската православна црква, да се вклучат тие архиереи со свештенството, монаштвото и верниците што ги има, сите вкупно не беа повеќе од 150, а и 200 луѓе нека биле, но не повеќе. И не може, гледано одаспе колку тие беа, тие не правеа ни една парохија. Сите заедно. И владици, и монаси, и монахињи, и верници. Ако е тоа така, ние значи бевме многу дарежливи, што одвоивме да им дадеме дел од епархиите. Никој не очекуваше дека од нашата, мојата епархија, Песпанско-Пелагониска, ќе одвоиме 3 општини, Крушево, Демирхисар и Кривогаштани, за да му се додели на митрополитот Јован, да управува со нив, кој што велеше пред тоа дека црквата нивна ПОА е катакомбна црква, не им е дозволено да зборуваат, да проповедаат така натаму, а од друга страна се покажа дека не било тоа така, бидејќи сега јас предадов 100 цркви во тие 3 општини граѓански, односно во кои има и 20 манастири и поле за работа колку сакате, но очигледно дека се покажа оти не може да ја вршат работата, барем конкретно за митрополитот Јован говорам. Зошто? Од здравствени причини за кое нешто жалам и чувствувам или сочувствувам или сострадувам со болеста негова, зашто на секој човек тоа може му се случи, може полошо, нам може да ни се случи. Но факт е дека митрополитот Јован не е во никаква состојба здравствена за да може да извршува својата мисија, и ние само покажавме голема љубов и мислам дека треба
сите да бидеме разумни, дека треба човекот да оди во мирување, бидејќи се покажа и докажа дека од 8 парохии што постојат во таа епархија сега, има само тројца, односно 4 активни парокијски свештеници, веќе другите ја напуштијата. Кај мене имам исто така свештеник кој моли да премине во мојата епархија и тој не може повеќе таму да остане, не може да ги поднесе тие однесувања и така натаму сето тоа. Тоа е друга приказна. Се покануваат луѓе од други епархии да вршат таму мисија. Тоа се гуру духовници од типот на Предраг Пеđa таму, не знам како беше презимето негово, од Србија, кои што инфлуенсер, тие се инфлуенсерите кои што, ете, човекот, само видите како е прославата на неговата свадба, односно на годишнината од неговата свадба, ќе видите зашто се работи. Сега, ако митрополитот Јован сакаше мисија да врши, еве му е мисијата. Зошто го кани него? Зошто доаѓаат некои владици од други епархии во републикава, па други од други цркви, кои што тука треба да вршат мисија на тоа парче, кои што велат дека нема од него можност за екзистенција. Па извинете сега, ако не можете 3 црковни, 3 општини граѓански да обслужувате, 3, таму 3 кај мене Битола, Прилеп и Ресен. Добро, кога сега споредиме Прилеп, Битола и Ресен со Кривогаштани, Крушево и... Па и да споредиме со тоа колку беа тие вкупно пред да станат, да дојдат епархии. Па тие не беа ни 200 души, не беа ни една парохија. Па ако не биле една парохија, треба да биде задоволни за тоа. И ако си извршуваат мисијата, и ако сега таа епархија функционира со пензионирани свештеници. Зошто е тоа така? И тоа се постави прашањето. Така што во конкретниот случај стои така работа тоа. Во другиот случај немаат што да живеат. Вие знаете колку пати има прошетано низ цела Европа. Па владиката Марко беше во Малта. Јас еднаш што бил во животот во Малта, не можам таков луксус по 45 години служба архиерејска да си возложам, а нема што да живеа, постојано е во диаспората, те во Германија, те во не знам која земја од Европа, те во Малта и така натаму, па извинете, таму не се оди без пари. Таму треба да потрошите доста пари. Од друга страна, Јован владиката кажува дека и дал 50.000 евра за 25-та година, 2025 година, на епархијата негова. Па знаете што значи, некои има епархии кои нема толку, не нивната моќ економска толкава, односно годишната завршна сметка е помала од тие 50.000 евра. Ако вие такви пари имате да давате, да видиме од кај стигнат тие пари, бидејќи нема на негово име никаде ниту еден денар. А од судски веќе со пресуда донесена одлука за тоа што имаше врз мене клевети и напади своевремено, должи 18.500 евра не мене, на фондот за трето дете. За таму се наменети тие пари, нека поведи, нека ги врати тие пари. Ако имал 50.000 ваму, прво нека ги врати на фондот трето дете, па после да дискутираме за ова. Така што, мислам, таа приказка да ја завршиме и мислам дека ќе се расправа, ќе се дискутира за тоа и ќе се види, ќе се констатира дека сум да се помогне, без друго, но и реално да се видат работите и она што најмногу што загрижува е што тие имотите што ги користеа додека беше ПОА не ги префрлија на Македонската православна црква, што е загадочно
и зошто не се префрлени, дали уште некој мисли можеби утре пак да ја возобновува таа поа и така натаму, со исклучок на еден игумен Мојсей, што е во мојата епархија, беше кај Јован, премина, кај митрополитот Јован, премина во мојата епархија, имотот не беше на негово име, измоли да го добие имотот кај што живее во Старолагово на негово име, заведнаш потоа преку нашиот адвокат да го префрли на епархијата. Сега, ако тој можеше да го префрли имотот на епархијата, што не беше негов, зошто не можат тие да го направат тоа, зошто не сакаат да го направат. И тоа е... Тоа прашање се отвора на седници на Синод? Па еве сега го отвораме, јас сум доставил барања, не едно, многу барања по тоа прашање и треба да дојде на дневен ред ако дојде. Така. Уште ова сакам да ве прашам за кога сме веќе кај ПОА поранешна, се реши проблемот, ПОА се интегрираше во МПЦ, доделени им се епархии, служите еден покрај друг во иста црква, но сепак се чувствува дека нешто не штима помеѓу вас и тие од поранешна ПОА. Што треба да се случи? Постои ли некакво решение, крајно решение? Ама ево крајното решение ви кажав. Нека се вклучат на ист начин како што тоа го направи игуменот Мојсей, нема никаков проблем. Човекот Тогаш ќе се решат целосно. Тој свати дека сгрешиле и вели, јас сега сум во Македонската православна црква. Ништо нема мое, се што кај што живеам, тоа е имот на Македонската црква го префали. Зошто не можете вие да бидете составен дел, комплетно составен дел на МПЦ, а да не да држите имоти надвор во МПЦ во кои живеете. Ете случајот пак ќе се вратиме со владиката Јован. Значи имотите во Нижополе се на 3 парцели. Едната е на парцела на покојната негова сопруга, Бог да ја прости, Галена. Втората парцела на неговата сестра Марија. Третата парцела е на една монакиња Магдалена или Магдалина, која што ја префрли на барање на Јован имотот и го префрли што бил дотогаш на Олимпијада, која не знаеме дали е расчината, само знаеме дека е мажена веќе како калуѓерка за еден човек припадник на албанската нација и така натаму. И сега можел нејзе да и рече да ги го префрли имотот на Магдалина калуѓерката, ама не можел на Магдалина да и рече да го префрли имотот на Македонската православна црква. А таа го служи. Па извинете, мислам, ова се онака, да речеме, народски речено, мајтапења. Јас не трпам мајтапења. Не дозволувам некој да се мајтапи до таа мера, дека не може некој работи да се решат и да измислувате начини како да избегате од одговорноста. Нека ги префрлат тие имоти и се ќе биде во ред. Прво, тоа е најбитното, а она другото, автоматски ако сакате некому да му помогнете, прво тој треба да се помогне. Сега тие сакаат да бидат имотно правно ни ваму ни таму. Па ако не си имотно правно, не си составен дел на Македонската православна црква. Или веќе, ако не целосно, половично делуваш пак како парацрковна организација. Како што, впрочем, во Австралија сите имоти црковни што се во што се под управа на инкорпорирани асоциации или мали компании и на компаниите големи или корпорации кои ги чуваат имотите не за траст, односно за мисија на црквата, туку за собственост, за компаниите и кои се раководат исклучиво според компаниските закони, а не според законите, често прават манипулација со луѓето. Ете, владиката таму формира корпорација значи компанија. Да, тоа е корпорација, компанија за имотите на црквата кои ќе се раководат согласно со траст, односно имотите не се ниту на владиката, ниту
на свештениците, ниту на калуѓерите, ниту на верниците. Имотите се Божи, согласно 15-тото правило на Анкирскиот собор, кој вели сите црковни имоти кои што се дадени на Бога, тие се Божји имоти. Значи, ако имотите му се посветени на Бога, не се повеќе на некој друг, туку се Божји имоти. Уште во раната црква е тоа прашање симнато од дневен ред, кога Ананија и Сафира, маж и жена, ја продале нивата и одлучиле да ја дадат парите во касата црковна, ама откако ја продале се попишманили и рекле половината ќе ги дадеме на црквата, половината ќе ги задржиме за себе. Кога свети апостол Петар го слушнал тоа од Ананија, му рекол дека ја ги дава парите, тој му века не ги даваш сите. Половината ги задржа. Проклет да видиш, ти го излага Бога, го излага Светиот Дух. Нивата твоја беше и пред да ја ветиш со твојата жена. Ваша беше нивата. Ако веќе ја ветивте, не е ваша. Ја ветив на Бога, не е ваша. И, вели, од тогаш дојде потоа и Сафира, по неколку часа, и кога ги кажа дека умре Ананија, умре и Сафира. Сите луѓе вика во црквата ги обзедо страв дека она што е Божјо, не сме никој да посега на него и да го присвојува. Ние во Австралија имаме и во диаспората, не знам како е во другите епархии, сега мислам дека и таму не е подобра ситуацијата, дека имотите не се за трас на Македонската црква, туку по разни основи ги држат некои издруженија или фирми и така натаму, освен ако имаме црно на бело доказ да се види, тоа тука веќе треба да симнеме капа дека е така. Затоа велам, штом имотите не се во состав на Македонската православна црква, тука веќе имате парацрковна организација, како што се сите цркви во Австралија што се регистрирани како компании инкорпорирани, асоциации, и го чуваат имотот не за трас на Македонската православна црква, туку за собственост на компанијата, кои што можат да го распродадат како што сакаат преку ноќ, како што и го распродадува. Првата црква што е осветена од македонски владика 60-те години, 61-та тука некаде, од митрополитот Наум Струмички, Зетовско Струмички во времето, стариот Наум, не актуелниот, потоа исто така, таа црква е продадена за 810.000, никој не знае парите каде се отидени. А согласно уставот на Македонската православна црква, право да се продаде некој имот, дава или дозвола исклучиво епархискиот управен одбор со архиепископскиот управен одбор со Светиот Синод и Архиепископскиот црковно-народен собор. Други имоти што се таму продадени се исто така во Балга, во Западна Австралија, во Перт, имотот што припадна и се продаде на една римокатоличка заедница. Потоа продаден е имот на црквата Света Петка во Рокдайл, значи 6 станови и една градинка кој имот, мислам дека во денешно време проценката не е помалку од 20 милиони долари, исто имот на црковната општина во Бризбен, и тој е продаден, и за сето тоа, и имотот во Пикстон, тоа е место каде што и за манастирот Свети Весово, неговото блаженство архиепископот Камен Темелник, каде што управува со тие имоти Игор Александров, кој што ги држи под своја контрола како генерален директор црквите Свети Кирил и Методи во Розбери и црквата Свети Никола во Кабрамата, и тој имот на таа фарма каде што јас живеев и каде што ме избркаа од таму и ја продадоа фармата со имотот, со куќа, со манастир кој што требаше да се гради таму и така натаму и така натаму. Што значи,
имотите црковни, ако не се во состав на Македонската православна црква, тука веќе имате парацрковна организација. Тоа ви гарантирам по секоја цена. Додете зборувате за сериозен проблем, мислам дека е ова. Кажавте некои суми кои што не можам да ги замислам во глава, колку многу звучат, но каде е чарето? Постои проблемот, активен е, го знаеме, вие го зборувате јавно, веројатно знаат и другите членови на синодот и архиепископот. Што треба да се направи за да се воведе ред? Треба да се работи според црковните закони. Значи, црквата ако не се раководи според учењето на Светото писмо, на Светото предание, на учењето на светите отци, каноните на Вселенските и помесните собори и уставот на Македонската православна црква и прописите што он не го произлегуваат. Ако се работи така, нема да има никакви проблеми во Македонската православна црква и во ниту една црква. Но, ако вие ги погазите црковните закони, нема да има ред и поредок во црквата и затоа се сите тие работи, затоа се сите тие судови. И пак ќе повторам дека вината не е 100% на тие луѓе во диаспората, конкретно велам, што така прават, туку Некој дозволил. проблемот е во синодот на Македонската православна црква, што дозволувал одделни архиереи да говорат и да кажуваат дека имотите, црквите се ваши. Па добро, ако вие му кажете на некој, еве, ние зборнавме дека Ананија и Сафира умреа затоа што приграбија имот што го подарија, половината имот. А сега, јас како владика да кажам дека црквите припаѓаат на мирски лица и тие ќе ги раководат согласно со државните компаниските закони. И уште понатаму се говореше дека припаѓале дури и на местото население, па знаете имаме кај манастирот Свети Димитрија во близината Марков манастир на Скопје, на село Света Петка се вика, таму мислам дека нема ниту еден повеќе македонец православен што живе во селото, луѓето се муслимани, не знам на која националност припаѓаат, и сега тој имот, таа црква, ако се вели дека припаѓаат на местото население, им припаѓа на луѓе кои немаат ни идеја ни замисла да го приграбат тој црква, и тие дури повеќе почитуваат црковните имоти, црковните работи, отколку наши луѓе еве што ги грабат, што ги купаат, што ги трошат. Да не одиме подалеку. Па тој Игор Александров, кој што се шета низ цел свет со парината на тие две цркви, кои што се компаниски цркви и ограничен е бројот на оние што го сочинуваат собранието на таа компанија, на негови луѓе блиски и така натаму, и тие се должни само да ги соберат парите, да му ги предадат нему и понатаму тој управува со нив. Па тој се шата низ цел свет со црковните пари. Па дори еве имаме сознанија тука да покажувам или да не покажувам на нашиот телефон, каде што еден новинар од кај нас, кога велам од кај нас, зборувам од Македонија, тој новинар нашол за потребно да патува со него во Белград и нормално, еве, тоа е таа стиката, некој си Маријанчо Николовски, не знам кој што е, важно со картичка од црквата пишува овдека Свети Кирил и Методи, платена е сметката во Москва, хотелот во Белград, кога овој престојувал тука, за после да пишува на секаде докаде што ќе стигне против владиката, против епархијата, против синодот и така натаму,
а овој нормално ги плаќа. Или истиот тој, откако тој е екскомунициран од црквата. Како е екскомунициран, друг брат владика од Европската епархија го кани да присуствува во Малме на црковна прослава. Трет свештеник, односно свештеномак поранешен игумен, кој е расчинет, тој истиот е покануван принудно да служи и сослужува не само со владици од нашава црква, туку ете во Загреб го донесе да сослужувал со нашиот архиепископ, го принуди, дури патриархот Герман патриархот Порфирije, се извинувам, кој што учествуваше на светувањето на црквата. Па извинете, ако ние така се однесуваме, оние што се расчинети, да не ги признаваме пресудите на првостепените судови на кои што тие не се жалеле, а тоа значи латинската рес джудиката пресудена работа, не се жалел ниту обвинителот црковен да го заштитува и така натаму, и тој не се жалили се, ама отпосле бараме пријатели, се здружуваме, правиме заговор, како што вика она злосторничко здружување правиме, ќе спасуваме некој што е расчинет. Па не можете така, значи во нашата црква и во секоја црква, ако не функционира судската власт, а кај нас очигледно не функционира, уште еднаш ќе потврдам зошто. Имаме еден куп расчинети свештеници, не се почитува дека тие се расчинети, и им се дозволува да служат, да сослужуваат, па дури ги принудуваат одредени архиереи со нив да сослужуваат. Од друга страна имаме премногу монаси и монакињи кои ги напуштиле манастирите и свештеници што ги напуштиле црквите, а тие си се уште се водат како се уште се водат некои од нив, а некои веќе вршат и парокиска служба, како овие расчинети 20-тројца свештеници во Австралија, што се имаат парохи. И тие се поставени од архиереи на нашата црква на тие места. А расчинети. И сега не можете да правите со расчинети свештеници епархија и црква, со расчинети монаси и така натаму. Тоа што е, треба да црквата да си го земе сериозно ова прашање и треба да се отстранат сите расчинети и на сите статусот да им се реши. Ако не може монахиња да се води уште, жената од манастир излегла, ги положила заветите, се омажила и има деца, уште се води монахиња. Извинете, на што личиме. Или Арсенije своевремено, кога го избра, односно сака да го избера, за да ми ја земат мене австралиско-новозеландската епархија, па беше предложен на самата седница, што не е протоколарно, односно без процедура, 15 дена претходно да биде доставено барањето и така натаму, па да знаеме кој ќе биде избран и за каде ќе биде избран. Човекот не стана владика, ја фрли мантијата, не знам, работи во некои фирми, дали во Никоп, не знам каде, и така натаму, и уште е тој монах. Уште архиват, не знаеме, утре бидејќи не е расчинет, утре може би пак ќе го ангажираат, ќе го постават некаде владика. Може би во таа, како сега Јанета, што сака да го постават во австралиско-сиднејската епархија, човекот е расчинет. И сега ќе правиме со расчинети и парохи, и ќе правиме манастири, ќе правиме, не знам, и епархи. Тука е проблемот кај тромавоста во црковниот суд, во што е, зошто тие работи толку години поминале се чуваат? Јас ви кажав дека имаше некое здружување на одделни архиереи, тоа е факт. И тие здружено ми ја зедови црквата Света Петка во Рокдейл, која што ја управувавме откако ја врати судот на епархијата 2 години. И со незаконско на осудените лица собрание што направиле,
во кој е вклучен тој Кире Циревски, некој си самоповикан новинар, кој што прв пат кога отидов во Австралија 95 година во придружба моја беа митрополитот тогашен Стефан, сега архиепископот наш, блаженичот архиепископ господин Стефан и Ратомир Грозановски, и тој взе тогаш по тоа време едно магнетофонче што беа со оние лентите, ако се сеќавате, и го стави тука да снима што зборувавме, а беше дојдена сегашната председателка на Македонија, господјата Давкова, Гордана, и ми поставува прашање зошто таа не дошла во нивните цркви за да направи политички проблем, што очигледно господјата, јас не сакам рече да се мешам во црковни работи, јас сум политичар и мене не ме интересира да се плеткам во црковните работи. И за сметка на тоа сум му рекол, ти, господине, кога го стави магнетофончето да ме снимеш, зашто не ме праша? Сакаш да те дадам на суд, а знаеш дека според австрийските закони, ако ме снимаш без одобрение моје, дека ќе одговараш за тоа. Тој рече, тоа за моја лична употреба, не викам, дај ми го магнетофонот, му ја зедов лентата, сега оди викам, кажувај, зашто сакаш проблеми да правиш. И сега тој Кире Циревски цел живот е во управа на некоја таму. Па замислете, се работи за 30 години по каноните и по правилниците, вие можете да видите 2 години во управа, после 2 години уште 2 имате право, ама со едногласна одлука на собранието и завршува вашето. А тука имате вие цело време по 30, по 40 години некои што управуваат со црквите, односно ги цицаат парите од црквите и со црковните пари се шетаа низ Македонија, низ Европа и така натаму и така натаму. Затоа тие рекоа дека ако парите се кај нив, а се кај нив, тогаш можат, и црквите се нивни имот, тогаш можат, и така беше, на владиката Тимотеј му забранија да влегува во црквите, и затоа си ја даде оставката неповиклива 1994 година. Истото и мене ми го правеа, затоа се судевме, и кога докажавме дека црквите се собственост Божја, односно за мисија на црквата и имотите, тогаш завршија. Јас ја предадов таа епархија без никакви без никакви долгови код било кого, се подмирено, се дадено како што треба, без никакви судови и така натаму и така натаму. И само во 2 црковни општини не се свештениците председатели на црковните општини. Бидејќи таму сега работата е сосема поинаку, дека никој повеќе таму не се буни во таа епархија, сега е болката зошто се создаде таква епархија, која што ќе биде пример на другите епархии во диаспората, како да може да се организира и уреди црковниот живот во диаспората. Не, дајте ни ги нам парите, за да можеме ние и на свештениците на владиците да им кажеме или ќе слушате што ќе ви кажеме, или нема да ви примиме во црквите. Тоа не е црква. И тоа не може да помине така, ако сакаме да бидеме вистинска црква. Како е прифатен сега владиката Никола, кој што ви беше ваш викарен? Па не знам јас, тој ќе си каже, кој ќе го прашате вие новинарите или било кој, тој треба да си каже. Јас мислам дека нема што да не биде прифатен, бидејќи таму има ред и поредок во епархијата. Не станува збор за прифаќање или неприфаќање. И оние што сега се против него, тие се луѓе кои се од другата страна, кои работеа цело време да ја уништат таа епархија и да ја земат и да постават некој друг владика таму, зашто начинот на кој што е организирана таа епархија, согласно со каноните, согласно со закон за старателство на имотите, кој што треба да се донесе на ниво на некоја од понатаму на државите во Австралија, е регулирано тоа прашање во сите цркви и црковни
и религиозни деноминации, почнувајќи од римокатоличката, потоа исто така англиканската, па тука се сите помести православни цркви, тука се донските цркви, како што се во Египет црквите и така натаму, тука се и други религиозни деноминации, помали и поголеми, и ние успеавме да го поминеме тој закон 98 година во Сиднеј. На долниот дом, на горниот дом се спротивставија, од синодот некој ги поддржа и за сметка на тоа пропадна. Уште еднаш дојде на дневен ред тој закон и пак го урна. Но, за да се формира таа епархија, односно за да се регистрира во Attorney General, односно јавниот правобранител во Австралија, као религиозна институција, а не како правно лице, значи правно лице подразбира, не како религиозна само и имотно правно. Значи да ги содржите едното и другата поента, под работа, и ете, тоа не се случи таму, затоа и ден денеска постои таму една подвоеност, значи во ниту една црква во таа епархија австралиско-сиднејска, освен Света Петка, која е вратена со пресуда на Хамилтон судијата, дека е тоа имот за Македонската православна црква, за Трас, и затоа ни беше вратена нам, и бараме да се врати пак во епархијата, зашто ако не се врати, таа епархија не може да екзистира со владиката таму, со тој одземен имот, кој што преку требите е 1/3 за екзистенцијата на епархијата, бидејќи таму приходите за епархијата одат од требите крштевки, венчавки, погреби, 50% на епархијата, 50% на црквите или црковните општини. Добро, во однос на утрешната синодска седница, можно ли да се очекуваат предлози за нов избор на викарни епископи, за архимандрити? Не може да се очекува, затоа што процедурално треба да се достави тоа и да влезе во дневен ред. Иако, кај нас досега имало неколку случаеви, каде што се епископи избрани адхок на сама седница под притисок на власта, таков е случајот со викарниот епископ на Срумничката епархија, на самата седница предлогот беше и на други, сега да не ги именувам, архиереи, кои што не се помина процедурата. Процедурата е јасна. Пред да се испратат материјалите на седницата, 15 дена пред тоа, да биде доставено барањето, тоа е едно. И кандидатот треба да е во списокот на кандидати за епископи. Иако тоа го знаеме... Постои таков список? Да, постои список на кандидати. И секој извор надвор од списокот на кандидати е деликатен и дискутабилен. Затоа треба да се размислат и тие што стануваат архиереи, дали ги поминале процедурите кои што се заложителни за избор, а сега е тука да кажеме меѓу останатото, каде е проблемот? Проблемот е со законодавната и извршната власт. Зашто? Законодавната власт ги носи сите закони и подзакони црковни. Највисока на законодавна власт е Архиепископскиот црковен народен собор, скратено АЦНС, и тој што ги носи и Уставот го носи, измени и дополнување на Уставот и така натаму, извршна власт или орган на Архиепископскиот црковен суд, Архиепископскиот управен одбор, Синодот има дел од законодавната власт, што се однесува исклучиво за духовните работи, за свештенството, за монаштвото, уредби и така натаму, па и дел од правилниците на црковни општини и статути на епархии и така натаму. И сега таму прегледавме во Уставот, досега откривме дека 25 правилници, кои што, кога е донесен Уставот
со измените и дополнувањата во 1994 година, требало за 6 месеци оние главните 4-5 што се правилници или уредби да се направат, да се стават во сила, а останатите повеќе од 25, односно 30, за една година да бидат донесени, и тие не се донесени, значи 30 години не ни функционира како што треба нашата законодавна власт, а тоа е собранието што е на државата, тоа е Архиепископски црковен народен собор, за кој се вели дека годишно еднаш задолжително мора да биде свикан и да се одржи собрание и да ги решава проблемите, а по потреба Устав е тоа, согласно уставот. Согласно уставот. И така, значи, мора овие работи да ги ставиме. Јас имам поднесено барања, синодот, да се донесат одлуки и синодот мора да функционира, да трае. Дури кажано е дека и синодска седница, и седница на Архиепископски црковнонароден собор не смее да се прекине додека предложениот дневен ред не биде исцрпен. Што значи, ако е спречен оној што го води синодот или соборот, ќе го води оној што согласно уставот треба да го преземе управувањето, односно водењето на седницата, и мора седницата да заврши, односно да се исцрпи дневниот ред, а ако во отсуство на првиот човек се донесени некои одлуки со кои тој не е задоволен, на седницата се става тоа и повторно она што тој смета дека не може да помине, се расправа, се додека не се донесе заедничка одлука со надполовично мнозинство, или ако е тоа предвидено едногласно, еднодушно да се донесе и така натаму и така натаму. Сега кога зборуваме за извршната власт, па извршната власт не можете ви да донесете одлуки. Имаме повеќе од 50 одлуки исклучиво за Австралија, донесено едногласно во врска со состојбите таму, во врска со поделбата на епархијата, во врска со црковните општини во едната и другата епархија и така натаму, и се собираат неколку браќа архиереи под заговор или злосторничко здружување и донесуваат одлуки спротивни на оние што ги донесле и се подпишале. И изговорот е, ова е свето мнозинство. Јас секогаш говорам и тврдам дека тоа не е свето мнозинство. Ако е спротивно на Светото писмо, Светото предание, учењето на светите оци, на вселенските и поместните собори, на уставот на МПЦ, тоа не може да биде свето мнозинство, туку тоа е ѓаволско мнозинство. Тврдам дека е такво, како што бил оној соборот под Дабот, што го одржале архиереите, како наречен Вселенски собор, кога е свети Јован Златоуст расчинет и пратен во заточеништо и не стигнал до местото. Да, па починал, ама затоа царицата Евдоксија не сакала да ја прими земјата, па ќерката Пулхерија, едвај која била света жена, измолила да биде погребана и така натаму, за да срамот колку толку на царското семејство се одбегне. Така што мора да водиме строго сметка. Човек што нешто гласал, и не само што гласал, што го потпишал тоа што го изгласал, да го порекнува за сметка на незаконско општинско, односно компаниско собрание во црквата Света Петка Рокдейл, на оние што беа казнети или со пресуда осудени и кои не ги платија ни трошоците, да им се дозволи на синот да без присуство на свештено лице се одржи тоа собрание и да се одземе црквата Света Петка и да се приклони кон таа епархија
и економски да се оштети така натаму, тоа е нешто недопуштиво и затоа велам дека мора ние на седницата утрешна, како што рековте вие, сите точки од дневниот ред, сите акти доставени до синодот за разгледување да се разгледаат и да се реши по нив дали позитивно, негативно, тоа е друго прашање, и конечно да се симне од дневен ред, ако сега соборот на архиереите на Српската црква трае повеќе од една седмица, и нашиот синод треба да биде повеќе од една седмица за да се решат проблемите. Не можеме на брзина за 2-3 сати ќе завршиме седницата, а проблемите ќе си останат. Сега мислам дека е најпогодно времето, без дискусија, најпогодно времето е сега да ги решиме сите проблеми и да ја поставиме црквата согласно со црковните закони што ги спомнав претходно. И ако работиме по црковните закони, гарантирам за неколку месеци, нека биде и година дена, дека сите проблеми ќе се решат. Во противно, ќе имаме парацрковни организации како што ги имаме во Австралија, а веќе и во Европа почнуваат, ќе се јават и во Америка и во Канада. Зошто? Затоа што ние ги создаваме тие состојби и ако не ги решаваме како што треба, крајот ни се знае. Владико, иако многу пати сме зборувале на таа тема и илјадници пати ве прашале за таа работа, а мајте имам чувство дека граѓаниве, вернициве се уште не им е јасно. Кратко и јасно, исто како во декларацијата за МПЦ што вие пред некоја година ја иницииравте, дали прашањето за автокефалност на МПЦ е затворено со доделувањето на томос за автокефалност од СПЦ? Прашањето е затворено. Дали е решен проблемот? Во која смисла? Бидејќи согласно со 10 точки и одлуката во Шамбези на Сеправославната конференција, како се доделува автокефалност на една црква, односно да ги исполни тие 10 точки, нашата црква ги исполни сите 10 точки. И оној што беше најголем противник за добивање на автокефалност за нашата црква, нека ми прости што ќе го спомнам неговото име, митрополит и архиепископ Иринеј Буловиќ, генерацијски тука сме кога студиравме на Богословскиот факултет. Тој е човекот што прв беше да се додели автокефалност на Македонската православна црква, затоа што сме ги исполниле тие 10 точки. Зошто настана проблемот? Главниот проблем е во следното, дека таму стоело автокефалност се добива со консензус или подпис на сите поглавари на помесните православни цркви, почнувајќи од првиот Константинополскиот или Цариградскиот патриарх. И се било во ред, додека Цариградскиот патриарх не рекол, не може така. Подписник ќе бидам јас, а другите ќе бидат соподписници. Тоа е спротивно на тоа дека првиот е еднаков со останатите, примус интер парес, прв меѓу еднаквите, и сега се создава некое ново учење, кое што гласи примус сине парибус, прв без еднакви, а тогаш тој веќе папа во православието. Ако вие ги подценувате и подчинувате другите архиереи и другите цркви, и сега најново знаете што се случува. Веќе престануваат да се именуваат дека се првопрестолна црква, туку вселенска. Во символот на верата стои дека црквата е света, соборна и апостолска. Не е вселенска. Ако е вселенска, тогаш ние не сме вселенски, вонселенски сме. Некои, не знам, како вонземјаните, што седи така натаму, не знам кај ќе сместат,
А тоа веќе се случува, морам да го прокоментирам ова, еден владика на бугарската црква веќе инсистира и во неговата епархија сите да го читаат символот на верата не соборна, туку вселенска. Од друга страна, во Европа, притиснати се нашите црковни општини и свештеници, некои кои што мора да прифатат дека се под юрисдикција на Цариградската патријаршија. За такво нешто што се случувало во Австрија, 2-3 парохии премина под юрисдикција на од Српската црква во Цариградската патријаршија, на тамошниот митрополит му беше одземена Австрија и со неа беше поставен да раководи владиката Бачки Иринеј. Во друга земја, во Белгија, се додека не се согласил нашиот митрополит Пимен, благослов да даде Цариградскиот митрополит, не можело да дојде свештеникот да служи наш македонец. Значи, без благослов на Цариград. Без Цариградскиот митрополит што е таму. Да. И сега веќе имаме соопштение од еден свештеник од Австрија што е свештеник, кој што наш македонец, кој што Јовица се вика, кој што објавува дека имал митрополитот Пимен средба со вселенскиот митрополит, а тоа е Георги или Григори, не знам како се вика, на Австрија и на Унгарија, со него средба кајнив и така натаму, и го именува со вселенски митрополит. Мислам дека ги мина сите граници ова однесување. Поставено е и прашањето како се и нашите свештеници таму отидени и на која црква и служат. На македонската или на некоја друга, отивена според декларацијата што кажавме. Да. Во декларацијата треба да се изјасни дека е македонец. А ако отишол свештеникот со пасош од друга земја, соседна, и кажал дека тој го има другото државјанство, односно ја менил нацијата, тврди дека по потекло не е македонец, а таму има многу свештеници што тише така. Со бугарски пасош сакате да кажете дека Не реков јас бугарски. Да, добро. Да, не реков бугарски, вие рековте бугарски, но ако е така, таа декларација беше против такво нешто. А може би за токму заради тоа декларацијата одбивана, иако начелно беше прифатена од синодот, само рече да се доработи, па еве, да ја доработиме, да ставиме таму дека можат да бидат, оти архиереите можат да имаат двојно државјанство. И не е воопшто спорно, ама во земјите каде што им се епархиите. Јас имам двојно државјанство, јас сум и австралиски граѓанин. Владиката Агат Ангел има како свештеник кој беше австралиско граѓанство. Тоа не е спорно. И во уставот вели архиереите може да имаат. Владиката Пин може да има или шведско, или германско, во таа епархија, или англиско, не знам, United Kingdom да има државјанство, ама не и во некоја земја каде што нема тој свој парохијани, не може да има српско државјанство, не може бугарско да има, не може албанско да има, ти немаме таму црковни општини, не може и грчко. Ама имаат некои и грчко и албанско. Да. И декларацијата више која спомнавте, бугарско и така. Таа е 2023 чинам дека беше иницирана. Се вика декларација за МПЦ и каде што се отфрла секој обид на синодот да смени името на црквата, да не се сослужува со ПЦУ, со црквата на Украина, некои такви точки, 10 точки. Тогаш ве обвинија вас за ширење национализам, за етнофилетизам, за така ја оценија некои медиуми оваа декларација. Па добро, јас сум познат дека сум бил
просрпски, српски, пробугарски, бугарски, прогрчки, грчки. Вселенски. Не, вселенски не сум бил таму, владиката Јован не дава место за вселенски таму. И така, но сакам да кажам дека нема ништо националистичко во тоа, зашто секој во таа декларација може да се декларира дека и припаѓа на друга нација. Не можеме, ние имаме свештеници што се срби. Ние имаме луѓе кои што се бугари, исто така во црквата, по потекло или се декларирал. Сега да не споменувам имиња и така натаму. И не е спорно да си го каже тој своето потекло, односно својата нација на која и припаѓа. Ама тој всушност декларира дека е припадник на Македонската црква и работи за интересите на Македонската православна црква. Тоа се бара од него. Ние не бараме некој да каже дека ако се чувствува бугарин, па да рече јас не се чувствувам бугарин, србин не се чувствувам, грк не се чувствувам, албан не се чувствувам, ма морам као да ги принудуваме да пишуваат дека се македонци, нема врска со тоа. Оваа декларација е всушност се спротивното од она што Цариград го бара од нас како услови што ги поставува. Точно. Да се откажеме од диаспората, да го смени името, нели, за натрешна и за надворешна употреба и да ја признаеме украинска црквата на Украина. Не украинската, православна црква во Украина, за разлика од украинската која беше и регистрирана и така натаму. Ја прифатија, ја подпишаа ли некои владици оваа декларација? Јас знам дека имаше владици кои и во своите епархии, сега да не именувам, соседен владика беше кој што ја практикуваше исто така, ама на некои не им одговараше тоа. Сега не знам, слушам дека имали и друго државјанство од соседни држави и да заради тоа нешто се случило. Затоа треба и тоа да кажеме. Немам ништо против некој да си има и друго државјанство. Јас декларирам дека сум со австралиско државјанство покрај македонското, ама тоа и уставот ми го дозволува, бидејќи јас во Австралија бев владика. Ама сега да земам јас грчко државјанство или бугарско, или српско, или албанско, веќе тука ќе се гледа дека бркам некоја политика, нешто и така натаму. Не е проблемот за државјанството ако некој врши мисија во некоја земја, црковна, било свештеник или епископ, да си има, уставот наш го дозволува тоа и го препорачува. Ќе се актуализира ова прашање пак со декларацијава? Тоа е еден од актите што сум ги доставил до Светиот Синод, што не е ставен на дневен ред повторно што не е ставен и што не е донесена конечна одлука по тоа прашање. Морам да ве прашаме за владиката Пимен. Вие во едно од последните телевизиски гостувања го прозвавте, нели, владиката, рековте дека ги прекршува каноните и предмалку спомнавме дел од тоа. Но рековте дека ги прекршува каноните кога подолго од 6 месеци не посетува своја делови од својата епархија. Една од тие работи. И рековте дека сметате Европската епархија е преголема и дека би можела да се подели на повеќе. Јас тоа што го говорам за сите архиереи почнувајќи од себе. Значи не станува збор за да имам нешто против владиката Пимен. Напротив. Тоа некој така ве сфати, ете сега нешто му сгрешил владиката Пимен на Петар, па се ништо мене не ми изгрешил, тој изгрешил на црквата. Изгрешил на црквата што служи со расчинети свештеници и со расчинетиот игумен некогашен Гаврил, сега Јане, и го носи секаде и по Европа ваму таму, уценува архиереи да служат со него, уценува архиепископот и патриархот да мора да служат во Загреб, тоа се уцени. Исто така, закажува служби во Италија со владиката Георги, го носи и него таму да биде присутен и тој да сослужува со него. Сега се поставува прашањето дали новите владици, младите владици ќе ги почитуваат каноните, ако некој е расчинен да не се служи со него,
или ќе бидеме, како се вика она, Распашена команда. Распашена команда. Не можеме така. Затоа јас сум против тоа што го прави тој, што исто го носеше и Игор Аврамовски, како е скомунициран на прослава во Малме, да земе учество таму, е скомунициран човек, и исто така сум за сите тие работи што ги прави не законски, не црковни. Нека каже дали во мојата епархија досега бил одбиен да не врши богослужби, кога, односно крштевки, венчавки, погреби и така натаму, не сум го спречил. Ама, ако прави вакви работи, какви што прави, или ако е несериозен, како што закаже една служба таму во Ресен да служиме заедно, па сабалето не дојде, па ние моравме да звониме, па не се јавува да дојде, како што не отишол и во Лондон, кога бил поканет на интронизација на еден владика од соседната црква, тие работи се несериозни. Бил поканет, не отишол на... Не отишол на интронизацијата на владика таму што бил. И сега не е тоа сериозна работа, и сега принуден е некој да лаже, нешто да кажува што не е точно, само за да го оправда него и црквата. Мислам, не е убава работа таа, и затоа... Таква бела лага грефе? Секоја лага е лага. Да нема бели, нема црни лаги. Секоја лага е од таткото на лагата, од ѓаволот, а секој што ќе произнесе лага е син на таткото на лагата на ѓаволот. Така што ова прашање е тоа за кое што рековме, дека не можат повеќе така работите да одат. Треба да се знае дека немам јас ништо против владиката Пимен. Но ако Европа има над 500.000 православни македонци, ако во татковинава сме само толку или можеби и помалку православни македонци, мораме да одиме еднината каде ќе биде. Ако не може, и тоа го разбирам, владиката да отиде во Англија, не може да отиде во некоја друга држава, како што е Малта, каде што има 15.000 македонци, подел Марко, владиката да врши служби во Српската црква таму, за нашите македонци, каде што има тројца богослови со факултет, таму и тие уморадуваат во некоја туѓа црква, па дајте, Јужна Австралија, Јужна Америка исто така, не е посетена, а таму има многу број наши македонци. Затоа, нека се направи распределба подеднакво, ако Австралија со 24-25 црковни општини може да има 2 епархии, зошто Европа, кој има 50, да не може да има 3 епархии? Може да има. И сега нека се бира, нека му се даде уште една да обслужува на владиката Пимен, ама она кај што не може да стигне тој, нека дојде некој друг, нека ја врши таа служба, има, ако не може некој нов да дојде, има некој што може да администрираат со таа епархија и да покажат пример како што покажавме ние ваму во Австралија, дека може да се направи образецна епархија, не само таму, туку може и во Европа, може и во Канада и во Америка, секаде се направи и да се постават работите канонски. Свештениците кои ќе почнат да бидат предстојатели не само на литургиското, туку и на другото собрание, тогаш веќе црквата си го зела својот ред и си работи според каноните. Така е. Владико, толку ни е времето, за жал, имаме уште многу да поразговараме, но се надевам дека следниот пат, повеќе ќе опфатиме. Толку сакате нешто што испуштивме, може да... Па не е добро, очигледно дека не можеме во една емисија се да кажеме. Посебно што вие ваков концепт сте си замислиле за емисијата, јас ќе имав друг концепт, но не сакам да се ставам над водителот и го почитувам концептот на водителот на емисијата, но очигледно дека многу работи така
ставивме на дневен ред на емисијата. Ги исцрпевме до некаде, објаснивме колку што можеш да се објасни и сега ова само нека биде како основна информација за сите во јавноста што се околу состојбите во нашата црква и исто така околу она што треба да биде во иднина, односно дека ние сега сме сериозна автокефална црква и ако сме автокефална црква, а никој тоа не го порекнува со неслужење, оти некој може да рече дека добро, нема да го спомнеме, нашиот поглавар нема да го спомнат. Добро, ако има некои причини зашто нема да спомнат, затоа што некои им се заканува ним, затоа што ќе речат дека зел страна и така натаму, завршницата би била следна. Ние не се ставаме на страната, ниту на една црква, ниту на страната на Цариградската патријаршија, ниту на страната на Руската црква, ниту на Српската, ниту на Грчката, ниту на Антиохиската и така натаму. Ние се ставаме на страната на каноните. Светото писмо, Светото предание, учењето на светите оци, каноните на Вселенските и поместните собори, уставот и прописите што идете од него. И се што не е во согласно со овие закони, кај некои од црквите ние ќе го критикуваме, пошувајќи од Српската црква, која што ни даде автокефалност безусловно, а и Руската ни даде автокефалност безусловно, и сега не можеме ние затоа што политика ваква некој сака да внесе во црквите, да немаме комуникации со Српската, со Руската, со Антиохиската, со Цариградската или Грчката црква. Со сите ние си имаме комуникации, треба да имаме. А она што не чини било каде, ќе го критикуваме. Како што впрочем, патриархот бугарски беше во Цариград, се сретна со неговата сесветост Константинополскиот патриарх или Цариградскиот, како што ние милуваме да кажеме господин Вартоломеј, и му кажа дека не се согласува со неговиот принцип со Вселенска црква, туку вели дека неговото учење е соборна. Значи, соборноста ја става над првиот човек, над Вселенската, на не знам што, црквата е прво соборна, зашто, еве, да заклучиме само со тоа и доволно е да се каже, дека не може да се рече дека не може црквата да обстои, односно обстојува врз база на првиот. А кога ќе умре првиот, до избор на другиот прв, кој раководи? Соборот на архиереите. А значи е соборна. Соборот му дава легитимитет да биде некој прв, а не првиот да дава легитимитет на соборот. И тука е јасна работата и на неуките им станува јасно дека тука се работи не за соборност, туку за власт, дека некој е над другите. Тоа е катастрофално за православието и мислам дека никогаш таа приказна нема да помине. Така. Ви благодарам уште еднаш што бевте наш гост. Драги гледачи, тоа беше тоа. Се гледаме следниот понеделник. Чао, чао.